Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И во ова јунско попладне, почитувани слушатели со радиочасот Глас од Македонија, повторно сме со вас да другаруваме со македонскиот збор и песна, пренесен вечева со прилогот за празникот Свети Наум Охридски, кој е на 3 јули, потоа рубриката Жена, мајка, дом, македонски историски времеплов, како и мојот коментар на неделата. А се надевам дека ќе дадеме и куси вести. Да отпочнеме со прилогот за Свети Наум. Свети Наум Охридски чудотворец роден е 830 година, а почина према стариот календар, односно јулијанскиот или православниот, на 23 декември 910 година, а према католичкиот или грегоријанскиот календар на 5 јануари. Средновековен научник, писател, учител и еден од основоположниците на македонската и словенската писменост и просвета. Денес неговите мошти се изложени во понего наречениот манастир Свети Наум. Свети Наум потекнувал од богати и побожни родители, а поради љубовта кон христијанството тој се откажал од наследството и се замонашил. Тој бил најмладиот ученик на светите Кирил и Методи, па со нив тој учествувал во Моравската мисија и го ширил христијанството и во Панонија, Девол, Илирик и други краишта. По завршувањето на Моравската мисија заминал во првото царство порано, кое за жал Западот го нарекува Бугарско царство, каде го поминал остатокот од својот живот. Првично тој живеел во престолнината Велики Преслав, каде се приклучил во работата на Преславската книжевна школа. Подоцна Наум заминал во Охрид, каде му се приклучил на Свети Наум во работата на Охридската книжевна школа. Свети Наум бил еден од основачите на Преславската книжевна школа, каде работел како учител од 886 до 893 година, како еден од најдаровитите ученици на браќата Кирил и Методи. Во 893 година, кога Климен бил назначен за македонски епископ во Дрембица и Велика, на неговото учителско место во Кутничевица во Охрид, бил назначен Свети Наум Охридски, кој раководел со Охридската школа во текот на 7 години, а во 900 година се повлекол во манастирот посветен на Свети Арангел Михаил. Во манастирот Свети Наум собрал големо монашко богатство. Познато е дека се занимавал со литературна дејност, но неговите текстови се уште не се идентификувани. Од двете кратки житија напишани се црковно-словенските или македонските, се гледа дека бил голем учител, просветител, кој се разбира во народната медицина и толерантно ги водел црковните работи на Свети Наум Охридски, да му се припишуваат и делата канонот за апостолот Андреј и канонот за пренесување на моштите на Јован Златоуст. Свети Наум Охридски чудотворец, како што реков, почнал на 23 декември према стариот календар 910 година во манастирот Свети Наум на возраст од 80 години и бил погребан лично од Свети Климент Охридски во манастирската црква. Сите они кои го слават или го носат името на Свети Наум, нека им е честито и среќно. Долу под лична галичица, реката Дрим, кај што извира
Manastir svet makedonski na svetina Ohridski. Знаен по чудата негови, славен од народ со векови. Почива мудриот ученик на свети Кирил и Методи. Просветител, благороден, на Бог и народ посветен. Кога во манастир влезете, на гробот на светина глава ставете. Чујте го и вие чудото, како му удира срцето. Уште за истата тковина, библиска Македонија. Верно на народ му служеше, со свети Климен го учеше. Вера да слави христијанска во своја црква македонска. Во земјата прославена, пред Христос благословена. Кога во манастир влезете, на гробот на светина глава ставете. Чујте го и вие чудото, како му удира срцето. Уште за истата тковина, библиска Македонија. Библиска Македонија. Организацијата Обединети македонци ве известува дека од 13 до 17, од 20 до 24 и од 27 до 31 јули организира летен камп за деца од 6 до 16 годишна возраст. За упис јавете се на телефон 416-823-6520. Но немојте да го пропуштите еден од најзначајните македонски празници, празникот Илинден. Сабота на 1 август со почеток во 11 часот предпладне ќе се положува венец во чест на паднатите борци за слобода на Македонија во дворот на црквата Свети Климент Охридски. В недела на 2 август по 68 пат организацијата Обединети македонци ве поканува на традиционалниот илинденски пикник на Илинденскиот парк. Прославата отпочнува со богослужба во манастирот Свети Илија што се наоѓа во паркот од 10 часот утрото, каде што ќе се избира манастирски кум за следната година, а свечената прослава ќе отпочне од 2 часот попладне со свечени говори и општонародна веселба. Добро дојдени сте сите.
Македонската православна црква Света Недела од Ејџекс располага со удобна сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби, а секој вторник повелете на заеднички ручек од 12 часот напладне. Секој четврток пак на заедничко дружење во оро и песна. Но немојте да ги заборавите и неделите или православните празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905 431 4944. Уште една наша македонска православна црква, но таа е во градот Хамилтон, поточно празникот, односно црквата на празникот што ни доаѓа, Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. Јавете се за било какви информации на 905 387 0111, а пак на 3 јули повелете на самиот ден по повод празникот Свети Наум Охридски, каде самите домајкини со председател Крис Клашов ќе ве пречекаат срдечно, а од името на председателот и неговата управа на сите вам ви го честитаат истоимениот празник Свети Наум Охридски. Македонската православна црква Свети Климент Охридски работи според правилник, првично усвоен на 27 март 1966 година. Во изминатите 6 децении многу работи се променија, како во начинот на функционирање на Свети Климент, така и во правната рамка. Особено законот за непрофитни корпорации на Онтарио од 2010 година стапи во сила во октомври 2021 година, создавајќи нова правна рамка за непрофитни организации како Свети Климент. По процес на консултации кој започна во летото 2025 година, директорите ги разгледа и едногласно го усвоија новиот правилник на состанокот одржан на 15 април 2026 година со цел Свети Климент да биде усогласен со овој закон. Голем дел од новиот правилник е сличен на правилникот од 1966 година. Промените беа направени за да се усогласи со законот на Канада и да се модернизира начинот на управување со Свети Климент. Новиот правилник е доставен до канадско-американската епархија на разгледување. Директорите го усвоија новиот правилник на состанокот од 15 април 2026. Правилникот сега им се доставува на членовите на вонредното членско собрание за нивното разгледување и одобрување согласно црковните правила за управување и онка, како што велат. Инаку, директорите свика вонредно членско собрание за членовите да можат да го разгледаат новиот правилник и да гласат дали да го одобрат, одбијат или одобрат со измени. Собранието ќе се одржи в недела на 18 октомври 2026 година во 1 часот попладне на адресата, како што знаете, 76 Оверли булевард во Торонто. Директорите го одредија 1 септември 2026 година како датум на евиденција. Тоа значи дека сите членови со уредно членство до тој датум ќе имаат право да добијат известување за собранието и право на глас. Официјалното известување ќе биде испратено за подобните членови најдоцна до 15 септември 2026 заедно со сите придружни материјали потребни за членовите да можат да донесат информирана одлука за новиот правилник. Една важна промена во новиот правилник е враќањето на првичната одредба од 1966 година, според која сите членови мора да плаќаат годишна чланарина. Висината на чланарината, потврдена од директорите со одлука од 7 мај 2026 година, изнесува $50 годишно по лице, без разлика на брачниот статус, за членови на возраст од 18 до 64 години и $25 годишно по лице за членови на возраст од 65 години и постари. За членот да биде со уредно членство на датумот на евиденција 1 септември 2026 година мора да има платено чланарината за 2026 година до 1 септември, значи ова година.
Само членовите со уредно членство заклучно со 1 септември 2026 година ќе добијат известување за собранието и ќе имат право на глас. Ги охрабруваме сите членови да се осигураат дека нивното членство е уредно до тој датум. Доколку веќе сте ја платиле чланарината за 2026 година, во моментов не е потребно да преземате никакви дополнителни чекори. Доколку се уште не сте ја платиле, ве молиме без одлагање контактирајте ја црковната канцеларија на 416-421-7451 за да организирате плаќање и да обезбедите право на учество во вонредното членско собрание. Со подпис председател Борис Стојкос и секретар Енџи Јовановски. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549.
Во продолжение да одиме со рубриката Жена, мајка и дом, каде во вечерашнава наша емисија ќе ве запознаеме со дел од природните лекови за вашето здравје. Бидејќи е со сезона на моренката, како што ја викаме во Охридско-Струшиот крај, односно црницата, а се најдува на многу места како што гледам по парковите, улиците, плодот е превентива, односно го спречува туморот. Постојат црни, црвени и бели црници, кои што како донекаде се разликуваат по вкус и лековити својства, сите се многу здрави. Црницата во денешно време представува недоволно познато и се помалку популарно овошје помеѓу луѓето, што е потполно неоправдано, не само затоа што е премногу хранливо овошје, туку е многу и лековито. Плодовите од црницата содржат слободни органски киселини, тоа е лимонска и јаболкова, витамините С, Б, К, А и Е, железо, калиум, манган и магнезиум, како и многу други корисни материи. Исто така содржат и голема количина на антиоксиданси. Голем број на стручни лица тврдат дека црницата заслужува да биде наречена супер храна, затоа што го спречува старењето на организмот и помага за лекување на многу болести. За лекување на болести од црницата се користат плодовите, листовите па и кората. Црната црница во народната медицина е позната како овошје кое има повеќе примени и тоа се користи против воспаление на мочните патишта, за болести на устната шуплина и грлото, епилепсија, депресија, несоница, вртоглавица, како и против каснување од инсекти и змии. Свежи, недозреани плодови од црница се користат против даерија, што викаме овде, односно пролив, и додека зрелите плодови се користат како благ лаксатив, средство за прочистување на цревата од паразити. Сокот од црницата е добар за полесно искашлување, потење, мокрење, како и за прочистување на устата и грлото во случај на воспаление. Листот од црница е познат народен лек за снижување на регулација на шеќерот на крвта, па често се користи како мешавина во чаеви за диабетис. Белата црница во традиционалната медицина се користи слично како и црната црница. Белата црница забележано е дека делува кај артритис, очни болести, при општа слабост на организмот и за опуштање на нервниот систем. Доколку сте во можност, јадете и од двата видови на црници, црна или бела, затоа што од нив може да имате само голем број на здравствени придобивки. Белата црница има примена и во козметиката. Се најдува во составот на многу козметички препарати за белење на кожата, отстранување на дамки и пеги, затоа што содржи инхибитори кои го намалуваат производството на меланин. А исто така се употребува во производство на препарати против старење на кожата, за третман на кожата околу очите, тонирање и чистење на лицето. Кората пак на црницата исто така лековита. Од многу одамна се користи како лек против цревни паразити, како што спомнав претходно, особено тении. Кората од коренот на црницата лечи болести на цревата, желудникот, депресија, а исто така помага при појава на труење со храна, алкохол и печурки. Правот, добиен од кората од коренот на црницата, се употребува во облик на мелем за брзо зараснување на рани, а чајот од кората помага при регулација на високиот крвен притисок. Плодовите од црницата и кората се собираат од мај до август месец, а додека листовите во пролет. Дрвото не го напаѓаат никакви паразити ни болести, па така да плодот со ништо не се загадува. Плодовите можат да се јадат свежи или сушени. Во кулинарството црницата се користи исто како и другите видови на овошје, па може да направите сок, джем, сладолед, сос, како и за припрема на голем број на дезерти и колачи. Ете, тоа беше од рубриката Жена, мајка и дом.
pesna i dobra rakija. Za nas to nije leko do teški vreminja. Neka reći nešto veselo, se života zaigra. Barem mogu da zaboravam na makata i takata. I ova vreme nije nesetavane. Neka slušna ti dušmanite, kako se veselime. Zdravje nam je služi, a i pameta. I da mi je živa, zdrava familija. Bog da mi gi čuva i prijateljite. Na nas koga nije teško, kada nije. Nešto veselo se života zaigra. Barem mogu da zaboravam na makata i takata. I ova vreme nije nesetavane. Neka slušna ti dušmanite, kako se veselime. Zaigra. Barem mogu da zaboravam na makata i takata. I ova vreme nije nesetavane. Neka slušna ti dušmanite, kako se veselime. Kako se veselime. Од македонскиот временски времеплов. На денешен ден во Загреб пред 165 години, односно 1861 година, излезе зборникот на браќата Миладиновци, учебник на идните генерации македонски писатели, а пак исто така на денешен ден се родени Јордан Пиперката и Кристијан Јосифовски Питу, освен денот на раѓање заедничко им е и безпоштедната борба за слободна Македонија. На 28 јуни 1921 година во Софија е убиен Ѓорче Петров, револуционер, кој целиот свој живот го посветил на борбата за слобода на македонскиот народ. Тој е еден од најверните идејни соработници и следбеници на Гоце Делчев и заштитник на целите и на принципите на ВМРО. Иако бил против предвремено кревање на востанието исто како и Гоце Делчев на македонскиот народ, активно се вклучил во Илинденското востание во 1903 година. Идеологот на македонската револуционерна борба Ѓорче Петров или Ѓорѓи Петров Николов е роден на 2 април 1865 година во Прилепскиот Варош.
На 28. јуни 1880 година во Крушево е роден Никола Киров Мајски, македонски револуционер и писател, кој бил автор на Крушевскиот манифест. Потекнувал од семејство со револуционерни традиции од охридското село Свиништа. Во 1902 година заминал на учителска должност во олеринското село Баница, а следната година, кога се вратил во Крушево, веќе било дигнато Илинденското остание, во кое неговиот братучет Никола Карев станал председател на Крушевската република. Мајски оставил повеќе дела зад себе. Значен е неговиот творечки фонд со драмски остварувања и поетски ракописи, посебно делото за Македонија. Никола Киров Мајски починал во длабока старост токму на Илинден на 2 август 1962 година. Негови историски трудови се со поглед кон Македонија и епопејата на Крушево и други. На 28. јуни 1895 година под раководство на македонскиот социјалист Васил Главинов почнал да излегува весникот на македонските социјалисти и револуција. Весникот излегувал еднаш неделно и наишол на голема реакција кај големо бугарските кругови кои го оцениле како сепаратистички. Покрај Главинов во раководството на весникот се наоѓали познатите македонски социјалисти Димо Хаджидимов, Веле Марков, Андон Шулев и други. Набрго по појавувањето весникот згаснал, а последниот број излегол на 30 август 1895 година. На 28. јуни 1919 година во Версај кај Париз бил потпишан договор за мир меѓу представниците на германската влада и представници на земјите победнички во Првата светска војна. Со Версајскиот договор на македонскиот народ не му било признато правото за самоопределување и за создавање самостојна држава, туку била потврдена поделбата на Македонија. Новосоздадената држава кралството на србите, хрватите и словенците го добила реокупираниот вардарски дел од Македонија, анкетиран од Србија по Балканските војни и Струмичкиот крај. Во неј бил потпишан мировен договор меѓу сојузниците и Здружените сили со Бугарија. Со договорот била санкционирана поделбата на Македонија меѓу Бугарија, Грција и кралството на србите, хрватите и словенците, на Бугарија и бил оставен Пиринскиот дел од Македонија. Со подоцнежната демаркација на границата меѓу државата на Србија, Хрватска и Словенија и Албанија била завршена четворната поделба. Грција добила 35.169 километри квадратни, кралството на србите, хрватите и словенците 25,774 километри квадратни, Бугарија 6.798 километри квадратни, а помал дел добила Албанија. Ете, тоа беше од македонскиот историски времеплов. Каде и да шеташ,
не се срами, не се плаши, Македонец да си. Каде и да одиш, каде и да шеташ, не се срами, не се плаши, Македонец да си. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Ако некој рече Македонија е мала, има уште 2-3 дела за да биде цела. Ако некој рече Македонија е мала, има уште 2-3 дела за да биде цела. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Сме грци, бугари ни црби, че да сме на Александар, гордост македонска. Ние не сме грци, бугари ни црби, че да сме на Александар, гордост македонска. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија цела да е, секој да ја знае. Македонија цела да е, секој да ја знае. И овој пат со мојот коментар на неделата. Македонија од секогаш била мета на непријателот, но ние ќе отпочнеме со крајот на 19 век, кога Западот ја касапеше парче по парче таа наша Македонија, за да креира од нејзината територија на Македонија нови држави, како што е Романија, Унгарија, да не зборувам за Србија, Хрватска, Словенија, Црнагора, исто така Бугарија, Грција и така натаму. Едноставно Македонија беше жртва на таа блудничава и луничава Европа, за да на 10. август 1913 година во Букурешт ја поделија на 4 дела, како што знаете, Пиринска,
Егејска, Вардарска и Мала Преспа. Иако Втората светска војна заврши, но фашизмот, како и до ден денешен, е во крвта на Европа, на Англија, Германија, Франција. А дека е тоа така, ќе ја спомнам така наречената граѓанска војна во Егејска Македонија, а не во цела Грција, каде Черчил бомбардираше, убивајќи мажи, жени, деца, ги избрка македонците од своите домови за да лутаат по светот за нов дом, исто како што и направи НАТО или поточно Бил Клинтон на србите во Босна и Хрватска, за да ги напуштат своите родни места, ги чистеа. Што значи, и ја пресекоа главата на Македонија со Преспанскиот договор и го пресекоа да ги наречам крилата за да не може да лета. Со други зборови, ни го уништија македонскиот идентитет тие клети европски фашисти или да бидам попрецизна таа фашистичка Европска унија. Народот кој одеше со паролата слобода или смрт на комитите, војводите, партизаните, борците и со самостојувањето на Република Македонија, мислејќи ќе бидеме слободна самостојна држава, за жал во овој 21 век Македонија е заробена држава врзана со пранги, со тешки синџири од страна на Европската унија, НАТО и Америка. Не може вака да се оди и да ги слуша глупостите на Европската унија и татарската Бугарија. Мораме да се бориме да си го вратиме од земеното. Зарем би се сложиле да владее во таа Европска унија уништени, да влеземе односно во таа Европска унија уништени без наш македонски идентитет. Мене не ми треба да влезам во таа луничава Европска унија, кога не ми дозволува да влезам како македонка, а не северна македонка. Не знам зошто сите досегашни влади цело време ми зборува дека патот наш бил не водил кон Европската унија и НАТО. Зарем на ова планета е само Европа и НАТО? И порано сум кажала, но и сега ќе повторам. На НАТО годишно за чланари на Македонија и плаќа околу 300 милиони евра и плюс му пушта македонски војници на бојните полиња што НАТО ги отвора за да го троши своето оружје. Грците со помош на гробарот монструм Зоран Заев и неговите помошници успеа да ни ја земат античката историја, да ни го променат името во некаква си северна, а тие со прст не мрднаа нешто да направат. Зборувам за грците африкански. Бугарите пак одат по патот што грците искористија и тие сакат да ни ја земат средновековна историја на Македонија, баш оние татари. Албанија и понатаму со помош на Америка индиректно работи против македонското, рачунајќи дека се домородци, а нас македонците нарекуваат дојденци, иако е обратно, дека тие се дојдени од Касписко море. Може би некој ќе ме разбере погрешно, но со осамостојувањето на Република Македонија и понатаму другите делови на Македонија останаа под Грција, Бугарија и Албанија, а не да бидеме цела, од поделбата на Македонија во 1913 година на Букурешткиот конгрес, кога Вардарскиот дел или Република Македонија потпадна под Србија. Може би не би сакала да ме разберете погрешно, но може би ќе беше подобро Милошевиќ да каже дека тој дел беше под Србија и сака да си го задржи, а бидејќи беа добри пријатели со Глигоров, да направат таен договор додека се смират страстите на овие змеови соседи Грција, Бугарија и Албанија, зашто така и понатаму ќе бевме признати во Обединетите нации и светот како Република Македонија со нација македонска, јазик, историја, култура македонски. Но полека да си ги вршиме нашите работи за се што е наше, потоа да си го добиеме и да станеме цела Македонија, а не само овој дел. Тука дефинитивно Русија, како што и помага на Србија, и нам ќе ни помогнеше, а на секој 4 години ќе се избираше не само српски, туку и македонски председател, како што тоа го правеа во времето на Југославија по смртта на Тито. Избира секоја година од секоја република председател. Дефинитивно немаше да дојде до ова дередже што е сега Македонија, зашто полесно ќе дојдеше до одделување на Македонија од Србија и немаше да прават албанците нити во Македонија, нити пак во Косово. Ќе го правеа како Косово немаше да ја направат како Косово, како држава, иако се уште не е признаена од многу земји во светот.
Најаките држави, Русија и Кина, знаете дека кога се самостоивме, беа на наша страна. Дури и на граница кон Србија беа поставени од Кина за да ја бранат како требаше на границата, односно требаше да се стави на границата на Косово. Но по 4 годишниот престој на Васил Тупурковски во Америка, кој се шпекулира дека се сретнуваше со одговорни на ЦИА и НАТО, а божем доаѓа со историска книга напишана од него, а тоа беше само да ни ги замиже очите. Што направи? Нормално дојде со напишана книга, но рече дека ќе го признае Македонија Тајван доколку добие на изборите, кога Бог знае од каде отиде во коалиција со партијата на Љупчо Георгиевски и порече си нецела година се растурија. Што значи, Васил Тупурковски дојде со задача од некого што мораше да ја изврши, а тоа беше признавањето на Тајван од страна на Македонија, а за возрват Божем, самиот, како што рече тој, дека Македонија ќе добие 1 милиарда американски долари, што никој не знае каде отидоа тие пари. Тогаш Кина се наљути и се тргна од границата на Србија и за неполни 2 години настана војната во 2001 година од страна на албанските терористи, меѓу кои Али Ахмети, Талат Џафери и албанската мафија, во која учествува и американски генерали во пензија, а помогнати од НАТО и индиректно од Америка, Германија, Англија и донекаде Франција. Тоа што Глигоров, кој беше притиснат од овие претходно спомнати држави, чувствувајќи што и се спрема на Македонија и македонскиот народ, се реши да ја стави привремената референца, како што му рекоа поранешна Југословенска република Македонија, каде самите знаете цело време делегатите или било кој каде ретко да спомнеа поранешна Југословенска република Македонија. Скоро секогаш велеа Македонија и како што знаете, преку 130 држави ја признаа под нејзиното уставно име Република Македонија. Но не треба да губиме надеж, зашто ќе се најде некој од мајка роден кој ќе успее сето ова што врз нас е неправедно и сврлено да го очисти, но затоа пак ние сме тие кои треба да се активираме, а мораме да се солидаризираме. Но морам да признам, како да чекаме од Бога росица, како што велиме, да падне, без ние да потегнеме, односно да подадеме рака на тие што сака да работат за раскинување на тие злобни договори, тие демонски договори, а еден од нив што сака да го направи и професорот Игор Јанев. Нам не ни треба нити НАТО, нити Европската Унија, зашто ако навистина беа коректни, немаше да поминат преку 30 години за да бидеме и ние дел од тој чадор на Европа. Но тие не мируваат и понатаму продолжуваат нас да не уништуваат. Тогаш што ни требат, не треба нити да мислиме за нив. На крај, да искажам сочувство на загинатите од земјотресот во Венецуела, навистина голема катастрофа. Се прашувам, дали и овде НАТО под водите на морето бушеа, како што се шпекулира дека така пред неколку години бушеа во морето на Турција и потоа стана големиот земјотрес. Сепак да завршам со мислата да сме вечни, вековити македонците, како и самата Македонија. Народе македонски, со какви идеи си ти, доста веќе разбуди се, свести се не спи ти. Доста веќе разбуди се, свести се не спи ти.
znaš koji si, što si. Drugi tebe znajat, stram golem je za tebe, sam da se ne znaješ. Stram golem je za tebe, sam da se ne znaješ. Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube од The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на Subscribe. Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку брановата должина на CMR радиостаницата и брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.